Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувам колега Костадин. Јас не ве обвинував, јас ве прашував. Ама јас барем ја имам таа привилегија да можам да ве прашам овде као одговорница, ама таа можност да добијаат одговор немаат новинарите. И тие велат, те замолувам, прашај го потпреводот на Социјалдемократскиот сојуз, зошто 3 дена не ни крева на телефон и зошто 4 дена не ни одговара на мейловите на ова што го кажа сега. Дека се било транспарентно, се било како што треба. Толку се им треба да им кажете на новинарите. Портпаролот треба да види со нив еснав. Да се координира и да контактира со нив. И колега Костадин, кога веќе го спомнавте рекет, почесниот председател на ВМРО ДПМНЕ, да ви кажам и председателот Мицкоски. Се погоди една прилика да заедно со моите колеги ја гледаме промоцијата на Меѓународниот сојуз на Боки 13. Јас бев прв кој што реков дека, не знаејќи тогаш која е позадината, штом е Коки подпредседател во оваа организација, работата немој да ја прекинам седниците си. Работата мора да тргне. Овој Меѓународен сојуз мора да работи во интерес на граѓаните. Ама тоа ти било тотално погрешна проценка. Наместо да работи во интерес на граѓаните, овој Меѓународен сојуз тој направил фиран во Република Македонија. Фиран во сите фирми, кај што видел фирма влегол. Јас тогаш навистина се изненадив. Како може мојот почитуван колега, кој што не верувам дека е замешан во ова, реално, да биде подпредседател, а да биде дел од нешто кое што значи злосторничко здружение рекетари. Има врска, колега, затоа што јас што имам врска со почесниот председател и со колегата Мицкоски и со председателот Мицкоски што имале врска со рекетот. Зошто такви прашања? Морам вака да му одговорам. И уште еднаш ќе потврдам. И ќе повторам. Се разочарав кога видов дека подпредседателот си дозволил да биде дел од ова здружение кое што навистина остави една неславна трага во рамките на македонскиот бизнес сектор и на она што значи невладини организации. Благодарам јас.